Ви благодарам што се информирате преку Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што ви подготвивме во денешниот информативен блок. Дискотеките, кабареата и ноќните барови ќе добијат посебен државен регистар на лиценци, а собствениците на апартмани и приватно сместување ќе плаќаат трошоци за категоризација. Надоместоците во дел од постапките се удвојуваат, а речиси сите административни процедури во гостителството ќе се поднесуваат и ќе се издаваат онлайн. Ова се дел од најзначајните измени што владата ги предлага со новиот предлог закон за изменување и дополнување на законот за угостителска дејност, кој веќе е во собрание. Собранието ја констатира оставката на вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај. Фетај не дојде во собранието да ја образложи оставката. Вознемирувачка сцена се случувала вчера среда улица во Тетово. Мајката го тепала своето 3-годишно дете, а кога се собрале луѓе и почнале да ја реагираат, таа го оставила детето и заминала со количка во која имала друго дете, соопшти од татовската полиција. А сега, замислете како им е на нив. Жени на гинекологија кои што чекаат да се породат, се жалат на неподнослива жештина откако климатизерите со денови не работат, додека пак од болницата велат дека се исклучени поради изградба на нова операциона сала. Од клиниката за Слободен печат велат дека не станува збор за дефект, туку дека климатизерите привремено се исклучуваат додека се извршуваат градежни работи за да се воспостават канали за дотур на кислород во новата сала. На одделот се сместени околу 40 мајки. Партијата Единствена Македонија, односно Јанко Бачев, испрати реакција во која изразува незадоволство од тоа што во вчерашниот текст на Слободен печат со наслов "Насилниците што наплаќаат кај куклица" воделе проекти со Европската унија и со Министерството за животна средина. Ќерката била кандидатка на Бачев. Воопшто е споменато дека таа била кандидат на Бачев на локалните избори лани. Подгответе се за промена на времето. Македонија попладнево влегува под влијание на нестабилна воздушна маса, која на повеќе места може да донесе брза промена на времето. Пораен дожд, грмежи, засилен ветер, а локални услови за невреме со град. Невреме се најавува и во соседството. Непроспани ноќи поради техно забави и турбофолк музика која ечи од околните угостителски објекти. Алкохолизирани групи кои дивеат навечер и ја кршат урбаната опрема по паркчињата. И на сето ова, неактивни институции кои не постапуваат иако имаат обврска да го заштитат јавниот ред. Доста е од прегласна музика и галамата од кафулињата. Жителите на Капиштец утре излегуваат на протест. Деталите се во текстот на Анита Стојковска. Уште малку за Скопје. Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски се предомисли по протестот на Чаирчани. Преминот кај Битпазар нема да се затвори. Советничката Милица Давчева од Левица потенцираше дека додека Ѓорѓиевски тактизира и се премислува, реалноста го демантира на најсуров начин, алудирајќи на сообраќајната незгода од минатата недела, кога беа повредени двајца пешаци кои минуваа преку овој проблематичен и ризичен премин. Од Левица исто така прашуваат и зошто Божиновска го крие меморандумот со кој се фалеше од Вашингтон. А дали сакате да работите за председателката? Објавен е јавен повик за волонтери во Народната канцеларија на председателката Гордана Силјановска-Давкова. Повикот предвидува ангажирање на 10 волонтери. Рокот за пријавување е најдоцна до 17.6 оваа година. Пакистан го нападна Афганистан. Загинаа најмалку 13 луѓе, меѓу кои 11 деца. Двете земји се вклучени во конфликт кој досега оваа година однел стотици животи. Иран ги нападна Бахрейн, Кувајт и Јордан, како одмазда за американските напади врз иранските пристаништа и острови во румунскиот теснец. Гардата соопшти дека нападнала 21 американска цел и уништила 4 од нив. Рускиот шеф задолжен за снабдување со муниција вчера беше убиен од бомба во неговиот автомобил, додека истовремено украински дронови погодија руска нафтена рафинерија на околу 800 километри од границата. Бомбата била скриена под возачкото седиште. Очевидци изјавиле дека Давидов починал пред да пристигне итната медицинска помош.
Европската комисија подготвува нов закон со кој ќе се забрза воведувањето на паметни броила заснувани на вештачка интелигенција, со цел домаќинствата да трошат помалку електрична енергија во часовите кога побарувачката е најголема. Кризата го погодува најголемиот светски производител на гуми Мишелин. Францускиот гигант најави големо намалување на бројот на вработени во Франција, а во следните 3 години би можеле да бидат отпуштени до 1500 вработени. Папата Лав 14, кој силно се залага за правата на затворениците, денес за прв пат посети шпански затвор во близина на Барселона. Зборувајќи пред нив, папата рече дека историјата на една личност не ја одредува иднината, туку нуди можност да ги промениме нашите одлуки и избори. Коинциденција или не? Денеска се навршуваат 100 години од смртта на архитектот Антони Гауди, божиот архитект кој ја претвори Барселона во уметничко дело. Запознајте се со Алношан, нов вирус што го пренесуваат крлежите. Го открија научници во Австрија. Студијата исто така покажува дека се чини дека патогенот се населил во Средна Европа пред најмалку 20 години. Според зборовите на експертите, во моментов нема причина за паника, но потребни се понатамошни истражувања. А од добрите вести, денеска издвојуваме угледниот научник од Македонија и долгогодишен професор на Универзитетот во Олборг, Петар Поповски, објави дека е примен за член на престижната Кралска Данска академија на науките и книжевноста. Од мене толку, многу повеќе на slobodnpečat.mk. Се читаме.